Денеска во Грција избори, а гостин во студиото на Канал 5 во овие вести Димитри Јоану, член на председателството на Виножито, партија за македонците во Грција и добар познавач на односите Атина Скопје, ги следиш веќе десетина години. Ти денеска дојде од гласањето во Грција. Како се одвива атмосферата во моментов? Мирна атмосфера, немаше некои инциденти, претежно нема инциденти скоро последните години после паѓањето диктатура немаме некои такви инциденти. Постои некоја чудна атмосфера, бидејќи за прв пат можеби се знае победникот пред одржувањето на изборите и така припадниците на партијата на Виножито, на Пасок почнуваат веќе да се спремат за славење. Сепак последните анкети кои што ги откри нашата дописничка од Атина Сања Ристовска велат дека се намалила предноста на Пасок пред Нова демократија. Може да се случи сепак да не може Пасок да формира сам влада во Грција по овие избори? Да, можно и тоа. Но иако јас лично не верувам дека ќе се случи нешто такво, големи предности покажува последните анкети, некои последни анкети покажа можеби намалување, но не верувам дека ќе се случи толкав драматичен пад. Знаете, изборниот закон во Грција е многу поразличен од тој што се применува во Македонија. Во Грција победничката партија добива на подарок во суштина 40 пратенички места, значи Пасок денес ако добие 111 пратенички места, така ќе со подарените 40 ќе има 151 пратеничко место и така ќе може да формира влада со сопствени сили. Тогаш што би значило дека најдоцна, односно најрано до март, април наредната година, Грција ќе има стабилна влада 6 месеци. До 18 октомври ќе треба веќе да имат завршено сите тие процедури за да се формира владата. До тогаш, ако не успее првата партија, ќе се даде мандат на втората, па на третата, па ако не успее се до тоа, во 8 ноември ќе имаме повторно избори. Во тие изборите веќе ќе се примени новиот закон за изборите на господинот Павлопулос, министер за внатрешни работи во Грција, кој што веќе ќе подарува на првата партија 50 пратенички места и така покрај тие што ќе заработат од гласовите. Да, покрај тие и така со 101 пратеничко место ќе може веќе партијата што победи да формира влада со сопствени сили. Да, се надеваме дека не ќе има некакви такви авантури и така ќе може партијата било која ќе биде таа што ќе победи да формира некоја стабилна влада. Значи сепак голема веројатност Македонија во преговорите за името да има стабилен партнер од грчка страна, особено поради тоа што името беше единственото прашање кое што сите политички лидери во Грција има консензус и Папандреу Караманлис рекоа дека црвената линија е поставена, нема повлекување од таа. Може да очекуваме помек став од Пасок? Овде се создаде една фама, би рекол македонската јавност, дека Пасок може би е помека во однос на тоа прашање. Јас не верувам, се надевам дека ќе биде така, но лично не верувам дека ќе имаме некоја таква промена. Како што кажавте, црвената линија е поставена. Надворешната политика на Грција што се однесува до некои такви во наводници национални прашања е секогаш иста, тврда. Република Македонија од нејзината страна може да има некој нов партнер во преговорите, но ставовите ќе бидат исти. Не заборавате дека Грција во моментот се наоѓа на некоја голема економска криза и некоја општествена криза. Не ќе може толку лесно политичарите во Грција да превземат некои нови чекори. И погрешно, како што кажавте, преска погрешно се толкува изјавите на политичарите од страна на Пасок за помек став во Република Македонија. Сега предлагам да слушнеме една изјава која што даде македонскиот премиер Никола Груевски во врска со пораките кои што пристигнува од Атина во врска со прашањето за името. Независно што ќе се случи на изборите во Грција, ние сакаме да најдеме решение за проблемот со кој што се соочуваме, односно со кој што го имаме заедно со Грција, кој што Грција на некој начин ни го наметна. Независно кој ќе победи, ние ќе бараме конструктивни начини да се дојде до решение и Македонија да ги продолжи своите евроатлантски интеграции. Се разбира, како и тие и ние имаме своји линии, своји црвени линии, своји важни работи, така што тоа си продолжува да биде дел од разговорите, но независно на се, значи сакам да кажам дека ние ќе бараме решение за подобрување на односите со Грција и наоѓање на решение за спорот.
Димитри, можно ли е мандатот од 4 години, значи еден свеж мандат, голем период пред себе, евентуалната нова влада на ПАСОК, сепак ако не во прашањето за името, барем да ги приближи ставовите, да ја на некој начин да ја врати на комуникација која што има двете земји пред Букурештскиот самит? Видите, веќе постои голем притисок од западните земји тоа да се случи, од Америка и од Европската Унија, да дојдат повторно во некоја добра комуникација Република Македонија со Република Грција. Се надеваме дека ќе го постигнат се до тоа двете страни, но за сега никакви индикации немаме дека тоа во блиска иднина ќе биде. Ваквата ситуација дополнително ја отежнуваат и грчките радикални структури. Најпознат овде кај нас е лидерот на радикалната Лаос, Караджаферис, кој што ги обяви најголемите партии дека водат мека политика кон Македонија. Предлагам сега да ја слушнеме и таа изјава. Ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Παπανδρέου. Κώστας Καραμανλής и Јоргос Папандреу се добри луѓе од добри фамилии што владеа со Грција во последните 35 години, водејќи ја кон банкрот, кон доделување на терминот Македонија на скопјаните и егеот на Турција. Време е по 35 години грчкиот народ да ги прати во пензија. Пред изборите во Лерин се случи една дебата каде што настапија неколку водечки регионални играчи на ПАСОК, да речам. Се водеше ли битка за македонските гласови, условно речено македонските гласови на овие избори? И каква е позицијата на Виножито во врска со овие избори и што понатаму? Видите, навистина се случи на таков вид трибина, каде што учествуваше господинот Ловердос, како што се спекулира тој ќе биде министр за надворешни работи во Грција доколку ПАСОК победи, исто така и господинот Лјанис, долгогодишен пратеник на Лириската околија. Секогаш се води некоја битка за македонските гласови, поставувајќи на некои клучни места македонски по потекло политичари, припадници на ПАСОК или Нова демократија, за така да се манипулира со тие гласови и така да добива тоа што тие сака да добијат. Виножито, како што знаете, не учествува во парламентарните избори, учествува само во европарламентарните избори и така неговите припадници имат, како што мислат, тие ќе одлучат каде ќе гласат или дали ќе гласат. Ти денеска за кого го даде својот глас? Може да прашам? Јас за Виножито. Тоа беше, ти благодарам за разговорот. Тоа беше Димитри Јоану, член на колективното раководство на партијата Виножито, кој што денеска со нас разговараше за односите меѓу Македонија и Грција во контекст на денешните избори за парламентот во Јужниот Осет.